беше пратено во факултетот за природно-технички науки. Меѓутоа сегашно тоа што го гледаме е нешто сосема различно и навистина е некоректно да сега кажем било шо на таа тема. Така што ако се напор навистина, и ако е тој предлог, некако мене лично ми смета што минералните ресурси не ги гледаме како ресурси, ги гледаме другите ресурси, а не и минералните. Развиените земји станале развиени затоа што ги искористиле сите ресурси, не само едни ресурси. Не ги заштитиле дрвата, ние денес не ги заштитуваме и не верувам, убаво професорот спомна, дека ќе ги заштитиме ако има конфликт во процесот. Било кој конфликт уште сега ќе значи дека нема добро да се управува, нема добро, независно кој се изводи. Обратно, ако се постават во синхронизација минералните ресурси и нивните искористувања со заштита на животна средина, имате во Бугарија пред 2 години отворено рудник во Натура 2000, во кој што колегите успеале, колеги веројатно тоа се од биологија или не знам, од Софија работат на некаков проект на како ги вика желтите, они ги викаат Постенурски. Работат на еден од најинтересните, буквално затоа што го натерале концесионерот да ги фане сите желки од таа зона, околу 450 броја, сите се маркирани, ставени им се GPS-и и ги пратат. Зашто ние не го гледаме, убаво констатирале, некако се совпаѓа минералните ресурси, се совпаѓаат со најинтересните биолошки ресурси. Значи тоа со илјадници години било у некаква кохезија. Ја нема можност, многу е голема студијата целата да ја прочитам, ама вие констатирате, ние планиравме да предложиме затворање на старите јами, а вие констатирате дека у старите јами има ливјаци. Нешто што е што веројатно ќе треба да се планира и да се остави како можност. Второ, има мал милион примери, активни примери у Шведска, најголемиот скијачки центар е дел од сегашен активен рудник направен, заради тоа што активниот рудник направен у Финска е довше. Не знам, Китила мислам, заради тоа што им направили инфраструктура доволна да има и аеродром и не знам, и инвестирале во лифтот. Слично нешто би можеле, Саса и Тораница се веќе активни, имаат патишта, ако го се направи соодветна кохезија, Царев врв би можел со нивна помош да стане стварно скијачки центар. Ако има интерес за тоа и ако има снег, што спомнахме, не знам дали ќе го има. Некако не го гледам како конфликт тие двете работи. Ресурсите може и треба да се искористат сите и треба веројатно да го зачуваме тоа што не може да го надоместиме, но тоа геолошките истражувања не мора да бидат агресивен начин на имате геолошки истражувања мал милион различни варијанти. Направите геофизика, па нема да промениме ништо на терен. Или бушите, кој беше Гоце бушеа сурово за истражување. Тоа не мора да значи уништување. Зборот ни се поставуваат работите во конфликт и се ограничуваме. Ја не ги знам правата. Дали априори значи било какво сега заштитување, априори значи нема геолошко истражување, ако уидни на некој процени дека таму може да има нешто. Тоа е со закон за минерални суровини. По заштитени подруčja не се добиваат концесии и геолошки истражувања. Тоа е закон за минерални. Тоа велиме ние, тоа е економија. Тоа е еден од проблемите што може да ги и затоа и се плашат. Јас сепак би оставил простор да сите овие работи функционираат синхронно. Не мора да бидат еден против друг. И верувам дека можете многу добро да го искористите и истражување и усе потенцијалот што го нудат активните концесии. А обратно, ќе пак конфликтот или спречувањето на развој, дали ќе го развиваме во еден правец или во друг, ја верувам дека можеме. Ние не сме толку богата земја да отфрлиме еден ресурс, а да задржиме нешто друго. Ќе мора да најдеме начин, посебно у зоните каде што веќе со години, со векови, Саса не е Саса формирана пред 40 години, Саса се вика Саса затоа што дошле саски племени, овие имаат члегово, значи тоа е у средниот век. И Германија е исцрпена од тие племиња, па почнаа да се селат на југ. Генерално не се работи за конфликти, туку треба да се најде начин да не се лимитира можниот развој на било што кое што се оцени како позитивно од страна нормално на владата, на министерството. Согласен сум и со заштити ние како факултет
тој правец беше изјаснувањето, сега е сосема различно од тоа што го видовме. Меѓутоа интересно е што сите потенцијални минерални ресурси, зони со минерални ресурси се јавуваат најбогатиот растителен и животински вид. Тоа веројатно кажува дека може да живеат у Хезер. По дефиниција. Посебно ако имате подземни рудници. Така. Сега да не продолжуваме академската дискусија, јас потполно се сложувам со ова вие што го изнесувате. Значи, ние немаме проблем со подземни копови на рудниците и така натаму, меѓутоа се има некоја законска рамка која Министерството мора да ја почитува и таа не е дел од крутоста во процесот. Друг проблем е тоа што е ова нешто ново. Нешто сосема ново и луѓето немаат доверба, особено концесионерите се плашат. Што ќе се случи? Јас сум уверен, например, дури и да остане зона за одржливо користење. Во рамки на рудникот нема да предизвикаше проблем во нивно работење. Таму има вредни локалитети за кои што се надевав дека ќе најдеме заеднички јазик за заеднички да ги штитиме. Но еве во случајот е вака, ама јас предвидувам дека за кратко време, 10 години, дека и рудниците и сите ние заедно ќе сватиме која е вредноста нова и заедно ќе вложуваме напори да штитиме. И ова не е еднаш за секогаш дадено, ќе може да се менува, ќе се прават студии за револаризација, прогласување на определени периоди, менаџмент планови и така натаму, значи ќе си покаже времето и предностите и маните и тие ќе се коригираат. Нема ништо страшно во тоа. Мислам дека рудниците ќе се сложат да ги заштитите и сега. У суштина не знам дали нема да дадат. Мислам дека ќе дадат на активно подрачје, затоа што имате банални ограничувања што во моментот се плашат и за да го решиме проблемот хитар. Негативно